Здраво, другари! Ева на нас повторно со вашиот следен час математика. За седмо оделение. Овој пат да. Седмо оделенците имаат збир на агли во триаголник и збир на агли во четириаголник. Ја? Ќе нацртам еден триаголник. Секогаш ги означуваме темињата на триаголникот. Тука е темето А, тука е темето Б и овде горе нека ни е дадено темето С. Се сеќаваш, Лука, на ознаките за аглите? Кај темето А беше аголот алфа, така. Кај Б е бета, а кај С е гама. Одлично. А дали се сеќаваш што важеше за збирот на аглите во триаголникот? Алфа плюс бета плюс гама секогаш еднакво на 180 степени. Одлично, браво, Лука. Јас сум памтел, Марија. Ти си одел на надпревари. Ау. Така? Така, понекогаш не. Значи, она што е важното да се запомни за збирот на аглите дека е секогаш 180, значи независно од тоа каков е триаголникот. Дали станува збор за разностран рамнокръг или рамностран триаголник, секогаш збирот на аглите ќе ни изнесува 180 степени. Е сега, ако го знаеме ова својство, дека збирот на трите агли е 180 степени, што доколку имаме ваков случај? Даден ни еден триаголник, тука ни се темињата А, Б и С. Знаеме дека овде аголот е 40 степени. Добро. Тука еве нека е 80 степени. Колку ќе биде аголот гама? Па добро, Како ќе пресметаме? Ќе ги претвориме, односно ова е алфа, значи за алфа заменуваме 40 степени. Еве ќе ги пишуваме одоздоле за да бидат така, сликовити. Така, ќе искористиме формулата. Бета е 80 степени. Така. Еве го. Плюс гама која што не ја знаеме. Така. Всушност еднакво на 180, па може да ја решаваме и како равенка. Одлично. Односно ако гама, еве јас го замислувам и како ипсилон, може. Така, се едно е која буква ќе ја користиме за непознатата, во случајов е гама. Го собираме 120 степени. Така. Така, 120 плюс гама е еднакво на 180 степени. И сега, а од тука? по правилата на равенките, така. ипсилон или гама е еднакво на 180, кога се променува од другата страна станува така, минус. Така, од противниот знак, од значи, плюс добиваме. 120 е тука плюс, од другата страна ќе биде минус. 120 и, односно, гама е еднакво на 160. Мислиш 60? Извинете, се збунив. Да. Мала забуна. Ето, на 60, така. Ево го, 60 степени. Так. Односно, ќе си го замениме тука. Односно, ќе си пишеме дека гама е еднакво на 60 степени. 60 степени. Супер. Добро, еве нека фати камерата 2-3 секунди. Од ова. Да, за да може да го видат решението. Да. И ќе избришеме и ќе одиме на нареден пример. Следно. Што доколку имаме вака дадено во триаголникот? Овдека еве нека е 50 степени, овде да имаме вака ознака точка и овде да се бара сега гама. Што правиме во овој случај сега, Лука, дали знаеш? Само да ги напишеме да не се збунат темињата. Во овој случај, значи, може камерата да зумира малку. Во овој случај, кога имаме ваква ознака, што значи тоа? Тоа значи дека овој агол е прав агол, а правиот агол има правило дека постојано е 90 степени. Одлично. Значи, иако според навидом тоа ни е дадено само еден агол, оваа ознака всушност ни кажува дека го знаеме и овој агол овдека, па повторно како да ни се дадени два агли и одиме по принципот на решавање како претходната задача. Значи алфа си заменуваме дека алфа е 90 степени, бидејќи правиот агол е секогаш 90 степени. Бета е 50 степени и гама не ја знаеме. Прашалник. Со тоа што почнуваме си решаваме според формулата алфа плюс бета плюс гама, дека е еднаква на 180 степени и одоздоле се заменуваме. Имаме веќе 90 степени плюс 50 степени плюс гама е еднакво на 180 степени. Односно, 90 плюс 50 е 130. 140. Опа, извинете, леле. Јас се бунам денеска. Многу.
140 степени плюс гама. гама е еднаква на 180. И повторно, И конечно, гама ќе биде еднаква на 180 минус 140. 140 однос. Ајде, ќе го запишеме. Ајде, да, За 100. секој случај. И конечно Гама веќе е гама е еднаква на еднаква на 40 степени. Ето така. Ќе преминеме на четириаголниците? Ќе одиме, да. Тие се малку посложени са четириаголниците. Пушти ми само пинкалца, ќе видиш Лука дека не е ништо сложено и ова. Јас верувам во твоите математички способности и дека одлично ќе се снајдеш и овде. Сега, А, Б, бидејќи имаме плюс уште едно теме е четириаголник, овдека ќе ни дојде сега следна буква поред е Д. Па, ако овде е аголот алфа, тука е бета, овде е гама и следниот ќе ни биде делта. Јас имам една теорија за ова. Ајде да Знам што слушнам. е вашето следно прашање, а имам една теорија. Колку е збирот на аглите, така? Така. Па мислам, вака го гледам визуелно, ќе го поделам као два триаголници. Дека ова е еден триаголник и ова е друг триаголник, односно 180 плюс 180, Одлично, браво, Лука. 360. Одлично. Токму тоа и сакав да им покажам на учениците, да ја сватат логиката, затоа што четириаголникот, ако ја повлечеме било која од диагоналите, значи без разлика дали ќе ја повлечеме оваа овде, па добиваме овде и овде триаголник, секако добиваме два триаголника. Или овде, ако ја повлечеме овде и овде ќе ги добиеме Повторно триаголници. ќе ги добиеме, Меѓутоа, да. повторно се два триаголника. А кажавме дека збирот на аглите во триаголникот е 180 степени, сега имаме два триаголника, па значи збирот ќе биде 360 степени. Со формула да го запишеме тоа, алфа плюс бета плюс гама плюс делта ќе биде еднаква на 360 степени. Супер. И сега повторно, ако ни фали еден од аглите, еве ако имаме ваков цртеж, Добро. еве овде нека е 50 степени, тука нека е 100. Ајде, овде ќе ставиме сега агол да имаме 40 степени, еве алфа да не го знаеме. Ќе го најдеш колку ќе Си биде алфа? заменуваме повторно, да. Повторно значи Алфа си како го кај триаголниците. препишуваме, плюс бета 50 50 степени, плюс гама, извинете, треба да избришам. Гама е 100 и делта е 40 степени. Така. И сето тоа треба да е еднакво на 360 степени. Па со Што имаме само разлика од кај триаголниците, дека ќе треба плюс уште едно бројче да собераме. 50 плюс 40 90 плюс 100 190. Така. Алфа плюс 190 степени е еднакво на 360 степени, односно алфа е еднакво на 360 степени минус 190 степени, така. односно алфа е еднакво на 170 степени. Одлично. Одиме со потешка. Одиме, да. Ајде, сега нека ни е даден, само да го погледнам цртежот. Вака цртежот сега. Овде да имаме аголот 100 степени, тука агол од 50 степени, гама е аголот кој што ни се бара, а сега овој агол овде да е 150 степени. Лука, ти вчера не беше на часот по математика, па еве сега ќе потсетам што работевме вчера. Вчера работевме за агли на трансферзала и за накрсни агли. Аглите од овој облик, каде што со продолжение на краците добиваме два нови агли, секогаш накрсните агли ни се еднакви. Значи овој и аголот спроти него е еднаков. Овој агол овде и овој агол овдека се еднакви. Сега, на изглед имаме четириаголник на кој што не му ги знаеме двата агли. Значи знаеме тука дека имаме за алфа 100 степени, за делта дека имаме 50, но овдека бета го немаме и го немаме гама. Но на изглед не може да решиме задачата така, бидејќи ни фалат два агли наместо еден. Но затоа што имаме? Дека овој агол овдека е 150 степени. А од вчерашната лекција знаеме
дека бета и аголот овде ка спроти него се секогаш еднакви, па всушност знаеме Се замениме веднаш, дека да. бета е еднаков на 150 степени и сега веќе задачата ни преминува на задача каде што ни фали само еден агол. И одиме со повторно. постапката од претходно. Да запишем. Алфа плюс бета плюс гама плюс бета. Еднакво на 360 степени. Добро. Па имаме 100 То плюс 150 плюс гама плюс 50. Та е А, не, еднакво. плюс гама се бара. Добро. Плюс гама плюс 50. 50 да е еднакво на 360. 100 плюс 150, 250 и 50 е 300. 300 веднаш имаме. Ще веднаш пресметуваме. 300 степени плюс гама е еднаква на 360 степени. Така. Еве, нека И биде туку. гама ќе биде Гама ќе биде еднаква на 360 степени минус 300 степени, односно Така. 60. гама е еднакво Гама на е еднаква на 60. 60 степени. Одлично. Нека погледнат само по Да. целата постапка на испишување и само уште ова ќе го напоменеме, ние во интерес на времето, бидејќи нашите часови овде се пократки од училишните, Така. а учениците од цртежот нека запишат и аглите колку се, не веднаш да преминат на решавање, нека стои значи записот алфа еднакво на 50, бета секој агол колку му е големината. Одиме со уште една задача. Отлично. Сега нека ни е даден ваков цртеж. Овде имаме 50 степени. Алфа ни се бара, бета ни се бара и гама ни се бара. Што имаме сега? Да најдеме три агли во триаголник. На изглед невозможна мисија. Три непознати. Ама повторно Ама ќе се од послужиме сликата, така со знаењата од вчерашната лекција. Што забележуваме? Дека ова овде и ова овдека се Паралелни. паралелни правите. Односно ќе имаме агли со паралелни краци со пресечени А со кога- трансверзалата. кога се паралелни, тогаш значи дека и аглите имаат и исти пар. степени. Прво, што ќе искористиме? Затоа што ова е малиот триаголник во кој што треба да го најдеме аголот алфа, бета и гама, така? Ова е малото триаголник. Па ќе искористиме дека ова е 180 овој збир. Така, но друго што ќе искористиме, ако го гледаме големиот триаголник, што забележуваме? Дека бета е истиот агол и за големиот триаголник. Па најпрво можеме да го најдеме бета користејќи го големиот триаголник, бидејќи овде знаеме дека е 50 степени, а овде имаме ознака веќе за прав агол, значи значи знаеме 90 дека е 90 степени, значи за бета веднаш можеме да запишеме дека е еднаков на 180 минус збирот на останатите два, затоа што видовме преиска дека всушност секогаш од 180 Така. го одземаме збирот на останатите 50 агли. и 90. Па, ќе имаме 50 плюс 90 степени. Односно ќе биде еднакво на бета 180 еднакво. минус 140. Така. 40 степени. И бета ќе биде еднакво на 40 степени. Па го имаме тука, го заменуваме дека е еднакво на 40 степени. Така. Ова знаеме дека е паралелно, Така, па ќе ќе биде биде. ист, односно алфа ќе биде Така, 90 алфа степени. ќе биде. И го наоѓаме гама со 90. истата постапка, односно за алфа заменуваме 90 степени, за бета заменуваме Погледни Лука, дури не моравме ни тоа да го правиме, бидејќи рековме овие две се паралелни, а ова е трансверзалата која што ги сече, овој агол овде е пар со овој агол овде Значи е ист. и веднаш гама ќе биде Мора еднаков да се на пресмета. 50 степени. Така. Значи се што требаше да пресметуваме беше само за аголот Така. бета. Значи, Останатото гама- е користиме знаењата од вчерашната лекција. Одлично. Еве, поведете, видете. Одлично, наставнички. Мислам дека многу научивме од овој час и од претходниот. Јас имам еден совет за секој што гледа, дека математиката не е толку тешка колку што се чини и дека ја секогаш има полесен начин од тој што ни се чини тежок и секогаш треба да наоѓаме различни решенија, различни начини да стигнеме до решението.
Затоа што едноставно математиката има бесконечни можности, бесконечни броеви на начини на решавање на еден проблем. Тоа. Одиме со джингл и следуваме со Продолжуваме нов час. следниот час.